Ја губили силата скопското крило на СДСМ, особено откако Дамјан Манчевски, несудениот генерален секретар на владата, си поднесе оставка. Манчевски вчера на социјалните мрежи се огласи дека се повлекува од партиските функции и од политиката и ќе оди во приватен сектор. Како резултат на ова одлука покрај тоа што се повлеков од сите јавни функции кои ги извршував, поднесов и оставка и од функциите подпредседател и член на Централниот одбор на СДСМ. Дали Манчевски е само колатерална штета на битката меѓу Струмичкото крило, водена од Заев, и Скопското од Чекеринска, иако тој тврди дека одлуката за негово повлекување била неврзана со политиката на партијата. Манчевски е ученик на Чекеринска. Таа, според информациите во јавноста, била негов ментор, а со тоа Манчевски бил дел од Скопското крило на СДСМ. Тој во својот Facebook пост, каде ја обзнани одлуката за негово заменување, не заборави да ја се заблагодари на Чекеринска, која го вовела во политиката. Во јавноста кружат шпекулации дека Манчевски се повлекува, оти бил ставен на листа за чекање за место на генерален секретар на владата, каде се уште е Рашковски, иако владата е формирана веќе неколку месеци. Аналитичарот Агим Јонус, кој своевремено беше и заменик портпарол на владата предводена од Бучковски, неодамна предупреди дека има битка во крилата на СДСМ. Тоа според него се гледало особено изминатиот период, откако на високи функции немало назначено доволен број на членови од скопските редови на партијата. Генерално на Македонија и се случува еден Армагедон, само затоа што немаме водечка, стабилна, квалитетна партија. А СДСМ како такво, допрва ќе го плаќа данокот на она што се вика не кевме скопски фаци, сакавме луѓе од внатрешност. Воред дојдоа, меѓутоа се изгубија на скопскиот асфалт. СДСМ е една много квалитетна селјачка партија. Дека има битка меѓу Скопското и Струмичкото крило се зборуваше уште за време на изборите, кога дел од екипата на Чекеринска наводно не се согласувале за идејата за премиер Албанец. Сепак, едно од главните одмерувања на силите ќе биде на локалните избори, каде на местото на Шилегов, кој од Скопското крило неофицијално ќе биде предложен Саша Богдановиќ. Овие информации не се потврдени, меѓутоа не се ниту демантирани.